Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ние нормално почнавме да зборуваме пред да бидеме во програма, но тоа е така затоа што ова утро е навистина весело утро. Денес е тажен ден за македонската иноваторска заедница. Утринава приведен уапсен е Драги Рашковски, поранешниот генерален секретар на владата. Рашковски е приведен, а обвинителството бара притвор. Се ова се случува додека во собранието имаме една чудна ситуација во која пакетот мерки за поддршка на компаниите се уште не е изгласан и власти и опозицијата меѓу себе се обвинуваат за тоа кој го кочи процесот, но објективно е да се каже дека процесот го кочи Талат Џафери. За ова и за многу повеќе во утро разговарам со мојата почитувана професорка Гордана Силјановска-Давкова, професорка на правниот факултет Јустинијан I, пратеник во собранието. Рашковски ви е колега, како ве погоди веста за неговото апсење ова утро? Јас веќе знаете дека не радо зборувам јавно за колегите, но жестока сум на наставнички совет на факултетот, како ме погоди и како колешка, но особено како колешка од правен факултет, се разбира тешко, бидејќи тоа зборува и за правниот факултет, а не само за владата. Како да се потврди она предупредување на лордот Ектон дека секоја моќ, секоја власт се заканува да ве корумпира, апсолутно. Се чини дека во пореметената рамнотежа на власта во корист на екзекутивата, уште ако се блиски до некои луѓе таму, во позиција сте да ја употребите моќта. Каков беше Драги како професор, како колега? Па не сум била во иста институција сме биле, но не сум била на иста катедра. Драги се разбира многу помлад од мене, на катедрата за теорија на правото, во правото. Предаваше правна информатика. Каков бил? Па не знам. Јас се сеќавам дека тој беше оној креаторот на оној електронски систем во кој имаме околу генерации на правници кои никогаш збор не изустиле, завршиле факултет. И утре треба да ви бидат адвокати кои во ваша полза ќе зборуваат во судници или обвинители кои ќе ве обвинуваат. Мислите на ЕКТС система? Да, оние кои завршија со кликање. Да. За жал, неколку генерации полага електронски се полагаат тестовите. И јас бев критичар и сега сум критичар на таквиот систем. Повеќе сум за тоа професорот да биде оној кој што ќе си го креира тестот и ќе има контрола на него и студентите ќе можат исто така да си го контролираат резултатот. На иницијатива на неколкумина од нас беше ставен крај на тој систем. Не секогаш, иновациите одат заедно со одговорноста, па дури ни со знаењето. Никогаш одговорот во науката не може да биде АБВГ. Секогаш има и нијанси. Професорке, вие сте навистина принципиелна кога говорите за своји колеги, макар и за вакви кои реално и не го заслужуваат нашето внимание ово утро, така што гледам... Оставам на судот. Оставам на судот и на презумцијата на невиност. И затоа што навистина ве почитувам и како интелектуалец. И не ми е пријатно, професор, нема да ве ставам во незгодна позиција, Драги Рашковски да биде наша тема ова. Заеднички дом сме имали, лошо е да зборувате за домот, ако сте верувале факултетот е дом, вториот дом, а сега кога ќе стане дом за бесење, некако ми оди асоциацијата. Мира да зборувам за него. Синоќа доцна во ноќите имаше драма во собранието на Република нашата земја, во која драма имаме една ситуација да
се одблокира оној процес за гласање на пакет мерките за помош на компаниите при ковид кризата, помош која на сите нас ни е значително потребна во оваа тешка ситуација која кубириме и со пари, и со средства, и со можност да поделиме плати. Требаше вчера да се гласа, се согласивте вие, се согласи Алијансата на албанците, но Талат Џафери ја презема својата шоуменска улога и ви протну уште 30 закони претходно да изгласате пред да го изгласате тој закон. Да, по завршувањето на расправата за извештаите, односно извештајот на антикорупцијската комисија, секоја чест морам да кажам на председателката која трпеливо со денови доаѓаше и ги следеше, ја следеше, значи откако заврши со неа, ние сите спремни бевме вчера, час поскоро да го изгласаме пакетот мерки за оние на кои им се најпотребни, тоа беше 36-та точка. Меѓутоа, знаете како господинот Талат Џафери, јас си мислам дека тешко може да биде учител во школа на демократијата, а парламентите се така велат школа на демократијата, оти офицер не може да биде демократ, одеднаш го услови преминот на договорената 36-та седница со гласање за десетици закони од 32-та седница. Зошто? За да го искористи нашето присуство. Имено и ние и другите партии од опозицијата се согласивме, ако треба, до сабајле да останеме, да дискутираме, да го усвоиме пакетот, меѓутоа не и да ги заменуваме традиционално отсутните пратеници од опозицијата. Се разбира, јас имам разбирање за болните, меѓутоа мислам дека мислите за оние лордови? Да, така ги нарекувам јас. За Али Ахмети, за Мендух Тачи. Тоа се нашиот дом на лордови. За нив треба еден посебен собраниски табор да се направи, можеби посебно собрание со различни иконографија, сепак се работи за луѓе кои со години се пратеници, со години земаат пратеничка плата и со години не одат на работа. Да, тоа го знаат, предпоставувам. А никој не ги отпушта. Има пратеници, да, нашиот устав е многу толерантен, вели дека може да го изгубите статусот пратеник со двотретинско мнозинство, замислите, доколку сте отсутни неоправдано 6 месеци, за разлика да речеме од 30 дена во австрискиот парламент или 40 дена во други, но само од оправдани причини. Сега, Талат проба да ве внесе вас во таа игра, вие и да не ги внесе. И ве внесе, вие да ги менувате, нели, тие пратеници, но вие одбивате да го сторите тоа. Која е сега еднината? Кога ќе се закаже оваа седница? Еве и ние како компанија чекаме на овие пари. Навистина се не е до толку драматична ситуацијата кај нас, но постојат компании на кои струјата им е исклучена. Немаат Да. плати поделено. Еве тогаш јас длабоко ви се извинувам и вами на останатите компании и граѓани, меѓутоа ние сиот ден го поминавме во собрание, спремни бевме во било која доба да влеземе, но кажувам, опозиција и власта мора, ако бара од нас конструктивноста да ја гарантира, односно власта треба да инспирира со присуството на своите пратеници, посветеноста на пратеничката функција, а ние сме опозиција, за да опонираме. Но еве, не заради власта, не заради предлогот од владата, туку заради граѓаните, ние вчера бевме таму. Во интерес на вистината, едно време се појави и заменик министерот за финансии и сите здивнавме дека што ме тој тука има шанса на вистина денот, односно ноќта да ја завршиме како што треба во корист на граѓаните, но ништо. И се уште нема. Или значи или пакет во пакетот
уште еден пакет на 20 на закони, пазете. Вие споменавте две категории на пратеници. Значи, има категорија на пратеници која што дискутира, дебатира и категорија на пратеници која гласа. Тоа не е многу логично. Замислете, јас да предавам, а вие да испитувате. Дали е тоа логично? Не. Деловникот вели дека секој пратеник е должен да учествува во расправата и да гласа по собствено уверување. Дали мислите, професорке, дека ова е некаков Оливер Кромвеловски напад кој го доживел Талат Џафери, или можеби е некаква суета го има удрено, или едноставно власта нема доволно пари во буџетот и сега вика дај да одолговлекуваме, најдете начин. Не знам, од се помалку има, ова со Оливер Кромвел ви е добро, билки нема да се суспендира уставот и да се донесе the instrument of government, нели? Ама не заборавајте, тоа е единствениот момент кога Британија била република за време на Оливер Кромвел. Иначе вие споменавте лордови, да, лорд протектор бил Оливер Кромвел, нели? И неговиот статус, потоа можеме елементи од неговиот статус да препознаеме во... Има нешто британско во Дуи, се гледа оддалеку. Не знам чај дали пијат секое утро или се поголеми љубители на еспресо и кока-кола, но има нешто англиско во нив. Почна постот, знаете, и човек има разбирање за тие моменти, за мирот, во душата и во телото, но кога рековте, можно е и втората варијанта, јас не сум експерт за финансии, меѓутоа, после толку заеми, навистина сум загрижена, многу пати во парламентот сум рекла дека ако помните, во 2014 година, значи, ние имавме амандмани, еден од амандманите, парламентот тогаш не имаше амандмани, кој дури помина на Венецијанска комисија, еден од нив беше да се ограничи трошењето на најмногу 60% од бруто општествениот производ. Тоа е она европска финансиска клаузула предложена од и канцеларката Меркел после крахот на Грција, на Португалија, на Ирска, на Италија, финансиски. Ние го надминавме. Ние сме во моментов, и за слушателите, и за оние кои не гледаат преку нашиот видеострим, во моментов Македонија е задолжена 80% од бруто домашниот производ. А сега ќе ви преведам што значи тоа 80%, почитувани слушатели. 61, нешто долгот, не, 61% е долгот, а ова е некоја друга бројка веројатно. Значи споредбено со тоа колку должи државата надвор, со тоа колку и должи државата на компаниите. Тоа значи во превод дека годишно во Македонија има обрт, да речеме, од 13 милиарди евра од прилика. Од тие 13 милиарди ние сме задолжени 80% од нив, односно негде околу 10 милиарди од се она што се произведува и што го имаме ние во економијата наша како обрт. Се уште не сме дојдени во банкрот, затоа што банкротот, според македонската филозофија на финанси, банкротот е политичка одлука, не е математичка одлука, но ситуацијата е месец за месец. Така што постои, професорке, огромна веројатност дека во овој момент го одолговлекуваат овој закон, нема внатре што да спакуваат. И чекаат да дојде некакво задолжување, за притоа да можат да земат пари и да речат ајде сега поминете го во собрание. Постои голема веројатност со оглед на нетранспарентноста на Министерството за финансии. Опозицијата прашува, ние ќе го прашаме. Не беше министерот, беше заменик министерот. Ќе прашаме, значи, за што се работи, така што ова што вие го поставувате како дилема, сигурно ќе се разјасни. Дали навистина државата има средства за овој пакет. Но, реков, штом оваа одредба од 60% од бруто општествениот производ стана уставна одредба во земјите членки, а ние ја надминавме, значи дека влеговме во зоната на ризикот. Ако ние влеговме во зоната на ризикот, тогаш најризичната категорија за жал погодена не само од вирусот,
туку и од COVID-19 профитот е категоријата што вчера, веројатно покрај телевизорите, чекаше да биде усвоен пакетот. Професор, ке ви сте конституционалист. Да. Да се биде конституционалист во Македонија, нели е малку како да се биде психијатар во лудница? Сакате да кажете во отсуство на владење на право. Во отсуство на владење на право. Те како многу е тежок зборов, иако го знам конституционалист. Конституционалист. Да, не знам од каде доаѓа од конституција, да, од конституција на латински, конституцијо на латински. Еве, како човек кој работи како научник во делот на политичкиот систем. Да, уставното право и политичкиот систем, да. Какво е чувството да се живее во Македонија, во држава во која командири на полиција пренесуваат дрога? Многу тешко. Многу тешко, морам да кажам, додека предава човек и додека објаснува компаративни состојби, се чувствува прекрасно. Или историски состојби, од тие големи битки требало да поминат, да се извојуваат, за да зборуваме за конституционализам, за конституционална држава, тоа значи држава во која што владеат законите, а не луѓето. Ама кога ќе дојдете во собрание, а предавате патеми парламентарно право, и кога ќе го видите одвнатре системот, преку предлозите на законите, преку одлуките, преку дебатите, тогаш е тоа шокантно. Но можеби е тоа катарза. Не знам што да кажам. Да не влезев внатре, не ке знаев дека може и судски процеси да се решаваат со закон, неверојатно нешто. Јас пред некој ден, ако чувте, реков дека па ние му станавме конкуренција на судот, бидејќи со закон решивме спор, пазете, спор меѓу приватна фирма и меѓу држава. Знаете колку спорови има меѓу приватни фирми и нашата држава? Многу. Замислете, ние така ноншалантно... Управниот суд да го укинете вие да си... За управниот суд посебна приказна е управниот суд. Народниот правобранител во извештајот рече дека е тоа нефункционален орган и суд. Се согласувам целосно, колку користи не ми е јасно, меѓутоа треба да се преиспита неговата работа. Ова што рековте вие, да, јас се обидувам да звучам просветителски. За секој закон или предлог да објаснам дека мора да е насочен кон општото добро, кон республика, не кон личен интерес, не кон колективен интерес. Дека не е ничија државата, дека не може Јован Безземја да биде ни председателот на собранието, ниту премиерот, ниту председателот на државата, кој не сме го чуле пак. Како да го нема? Бидејќи можеше барем да се обрати пред собранието, сите наши председатели, за жал, она од уставот најмалку еднаш годишно го трансформираат да се обратат во најмногу еднаш годишно. А сериозни проблеми имаше. Директно да одговорам на вашето прашање. Суштината на конституционализмот всушност што се? Слободите и правата на човекот и граѓанинот. Се е во функција на тоа да има поделба на власта, да има рамнотежа на власта, да има спреги и кочници за да дојдеме до слободи и права на човекот и граѓанинот. Во случајов слободите и правата на најранливите категории во општеството се најзагрозени во COVID-19. И ние не нудиме соодветен одговор. Само политика што креира јавна вредност е јавна политика. Се ова звучи убаво вака... Колекција. Вака председателот на собранието, така ме опоменува дека држам лекции. Да, вие сте му ноќ на мора на Талат Џафери, морам да признаам дека знаете, го следам, обично си има некои пратеници со кои сака да влегува во конфликт. Со Димитар Апасиев, иако и вашиот колега Апасиев е навистина елоквентен пратеник
нели од левица, но со Апасиев добро се држи во таа машка биде и покажување на мускули во нивниот случај на марксистичко-ленинистичка нели основа, но со вас не може да се вади премногу од так господин Џафери. Зошто толку го нервирате едноставно? Не знам. Знаете што, мене не ми се случувало во животот, ни на факултет, да реагирам од место, да коментирам. Признавам дека кога се крши процедурата од некој кој треба да е заколнат процедуралист и да биде човек на парламентот, а не на владата, што ќе рече на опозицијата, јас, бидејќи, не знам дали знаете, според деловникот само координаторите можат процедурално да реагираат, значи го споменавте Димитар Апасиев може, ама јас не можам, понекогаш, кога е тоа бизарно кршење на процедурата, реагирам како вчера, например, признавам, реков дека сум сведок на парламентарен садомазохизам. Тоа го повреди талот? Па не знам, изгледаше многу нервозен. Неговиот војнички дух може да издржи вакво нешто, меѓутоа во друга атмосфера, да ви кажам, да речеме во еден процес Жан Моне, процес на расправа, една со аргументи, смирено, што треба да резултира со промена на деловникот на собранието, отлично функционираме, само што јас велам зошто да е процесот Жан Моне, зошто да не е Симон Вейл, например, првата председателка на парламентот, синоним, таму со аргументи доаѓа до израз неговата итрина, неговата интелигенција, ама кај процедурата има сериозен проблем. Еве зошто. Во најголемиот дел држави во светот, председателот на собранието треба да биде или е најнеутралната личност. Прв меѓу еднаквите. Затоа дури и не учествуваат во дебатите. Британскиот спикер не учествува во расправата, не гласа, освен ако неговиот глас не е потребен за да се донесе одлуката. Сега ја разбирам ораат церемонија кога го молат на почетокот да прифати таква функција во интерес на општеството, на парламентот, а тој одбива или таа. Металот го молеа. Ферид Мухич на колена клекна, се сеќавам при неговиот прв избор за председател на собрание. Петре Шилегов со две раци гласаше за него. Знаете зошто? Зашто немаше процедура. Ние можеме, знаете, од селова да создадеме нека наша иконографија. Ете, британците имаат некаква, како се нарекува тоа, церемонијална иконографија, каде што се молат. Ние можеме да чита некој, па овие со две раци да гласат, па некој да ги влече надвор од собранието, пратениците. Да, тоа беше еден чуден начин на избор, бидејќи па некој да вика ова е пуч. Да. И да имаме една комплетна церемонија. Да, ама не виена церемонија, знаете што за демократијата што важи. Стандардите се најважни. Оригиналноста е добра, кај вас и уцидноста, новинарите, непослушноста, кај професорите. Ама ние во се сме sui generis, во се сме оригинални и оригинерни, ама уметноста е, во уметност е добро да сте оригинерен, ама не е убаво да сте оригинерен во и неспоредлив, некомпатибилен, некомпарабилен со светските парламенти во оваа област, и мене тоа ме нервира. Знаете што, може би вие на ваша возраст и така добро би изгледа ова, забавно е, ама на моја возраст ја сакам плодовите на трудот, сакам да живеам во досадна држава. Јас, мојот цинизам е израз на девизата, ако ти е тешко, насмевни се. Исто е мојот, исто. И толку е ситуацијава трагична со она што се случува, баш кога разговаравме пред нашето интервју, латиноамериканизација не се случува. Да. Точно, латиноамериканизација,
Тоа дури еден амбасадор го кажа, да подсетам, дека неколку семејства ја управуваат Македонија. Тоа е точно. Кругот на луѓето кои во првобитната акумулација на капиталот преку ноќ станаа богати, како Вилимен и Адам Рикардо и Давид Смит нели викаат дека овците ги изедоа луѓето, кај нас менаџерите и политичарите се стеснува. И кога имате криминализација на државата внатре, затоа мафија секој ден сега слушаме, нели? Доаѓа до рефеудализација. Пребогати луѓе на врвот на пирамидата, средниот слој интелигенцијата ја нема, на дното осиромашени, пауперизирани луѓе, меѓу кои сега ковидот уште повеќе ја продлабочи оваа состојба, па имате богови како на Олимп горе, неколкумина и долу сите ние, сите останати. Се сеќавате на името на розата на Умберто Еко? Да, прекрасна книга. На тоа подсетува. Кога обичните луѓе собираа од она што го фрлаа привилегираните долу за да преживеат, а овие веќе западнаа ние сме во декаденција. Дури јас често имам навика, професорке, да препрочитувам книги. И навистина секое ново читање на едно литературно дело кај мене носи една сосем нова димензија. Последно ја препрочитав после можеби 10-12 години 1984 од Орвел. Сега ќе прочитам еден цитат, може ли? Со задоволство ќе го слушам. Ако партијата може да ја стави раката во минатото и да каже дека овој или оној настан, тоа и тоа воопшто не се случило, тоа секако е поужасно од секое мачење и смрт. Партијата вели дека Океанија никогаш не била во сојуз со Евроазија. Тој, Винстон Смит, знае дека Океанија беше во сојуз со Евроазија пред само 4 години. Но каде постои тоа сознание? Само во неговата свест, која секако за кратко време ќе биде уништена. И ако сите ја прифаќаат лагата што партијата ја наметнува, ако сите записи ја пишуваат истата приказна, тогаш лагата преминува во историја и станува вистина. Кој го контролира минатото, гласеше паролата на партијата, ја контролира и иднината. Кој ја контролира сегашноста, го контролира минатото. Но сепак, иако по природа меливо, минатото не се измени. Се што е вистина денес, вистина е од прав почетокот до вечноста. Работата беше многу проста. Потребна беше само бескрајна низа на победи врз сопственото помнење. Тоа се викаше контрола над стварноста, а на новоговорот двомисла. Тоа е. Точно, новоговорот денеска. За некој 1984 во нашата земја станало учебник. И реалност. Реалност. Јас кога Ние како да ја живееме 84-та година. И тукму на цитатот неверојатно е сега, бидејќи јас и не знаев што ќе прочитате, тукму овој цитат и уште еден на Сантајана, јас го истакнував кога зборував за односите со Грција во поглед на името и со Бугарија, дека кој ја го контролира минатото, ја има сегашноста и ќе ја контролира и днината. Бидејќи ние мислевме дека ништо не значи, или не убедуваа. Една придавка што значела, ете, значи точно не еден смитовци денеска на ист начин вака размислуваат и нам ни се повторува историјата. Зошто? Бидејќи не сме научиле нешто од она што е претходно. Сме го добиле тоа и наместо да го негуваме, ние лесно сме се откажале. Еве, чувте деновиве, дека дури странски историчари ќе дошле, било добро решение, странски историчари, така предлага нели европратеник, за да им помогнат на овие историчари во разрешувањето на проблемите. А со партијата само една реченица.
Тоа е најстрашното. Дури и во уставот, ај малку конституционалистички, пишува дека Конституционалистички научив да го изговорам зборот. Тоа е добро. Дека одлично. Дека не значи ако некој изговорите дека не го знаете, суштината е важна. Дека пратениците ги представуваат граѓаните и гласаат по собствено уверување. Не партиите, граѓаните. Вчера ние ги заборавивме, односно тие ги заборавија граѓаните. Им толку чудно е кога ќе видите умни луѓе, како кога треба да гласат, јас велам гимнастика да вежбаат, бидејќи како може да гласате да мислите со рака, не можете. Ама да не слушнете поинакво мислење е катастрофално нешто. Значи, како е можно да бидат такви поданици? Каде што има подаништво, не може да има добро решение, не може да има мисла, не може да има непослушност и тогаш нам ни се случува ова што вие го гледате. Орвел вели дека нас ќе не контролираат со тоа што ќе создадат еден мега систем за контрола над луѓето, кој ќе полиција на мислите, која постои. Еве сега имаме на социјалните мрежи оние факт чекери, тоа се буквално Орвеловата полиција на мислата, изразена помеѓу два-тројца неуспешни новинари, луѓе кои никогаш пробале, но не успеале во нашата професија. Но кои уживеат во комфорт. И им честитам, сепак Facebook е приватна компанија, па нека им служи на чест. Но има уште еден дистописки автор, тоа е Олдус Хаксли, инаку учител на Орвел. Тој вели дека, за разлика од Орвел, кој вели дека со таа масовна контрола ќе не контролираат, Хаксли вели дека ќе не контролираат со тоа што ќе не оставаат да се бавиме со абсурдности и со глупости. Односно дека ќе ни наметнуваат една телевизиска ентертејмент програма, ќе не контролираат видеократија, забава, ќе не контролираат вино игри како Рим кога пропаѓал. Да, ќе не контролираат всушност нашето уживање. На секој чекор наместо книжарници. Така. Кога сме кај Хаксли и шоуто што се случува, туку што излезе видео Драги Рашковски спроведен на распит во судот. Дали може би ова е пиар? Дали на крај може би ние правдата да ја видиме не поради желбата за правда, туку поради желбата за односи со јавноста на власта? И тоа е можно. Знаете што? За мојот колега не се зборуваше од вчера или од завчера. Јас објавив снимка во Леонардо. Така. Значи, имаше укажувања, имаше индиции и во нормална држава што функционира врз основа на уставот и законите и независното судство, работите се одвиваат континуирано и нема како денеска ние изненадувања, шокови и така натаму. Штом се случува нешто со ваква секавична брзина, и вие и јас сигурно имаме многу дилеми. Бидејќи токму Хаксли го споменавте. Можно е и сега ова да е покривање на многу нешта што треба да се затскријат. Бидејќи еден случај, сите се фокусираме на тоа, спектакл демократија, но забораваме дека државата, кога ќе тргне, велат, најопасна, најстрашна држава е она кога ќе почне да тоне. Како што секоја нормална држава сама од себе функционира без оглед кој ќе дојде на власт, така оние лошите модели на држави, кога ќе почнат да паѓаат, да бидат слаби, па да одат кон failed states, не може да се запрат. И тогаш, убаво велите вие, може би овие, како да речам, мастерите на видеократијата и пиарот, ќе го усредсреда целото наше внимание на една личност или на еден настан, за да заборавиме дека се е пустина и дека настанот не е исклучок, туку е реалност, бидејќи ненормалното станало нормално.
Значи новоговорот станал говор. Вистината станала и се третира како лага, а лагата станала вистина. И сега спасители се оние кои што треба да бидат први на столбот на срамот и да си заминат, ама за да не заминат тие, сега ќе не фрлат во некој нов спектакл. Од трите останува уште да не убедат дека војната е мир. Војната е мир. Во тоа се уште не успеале да не убедат, не убедоа дека лагата е вистина, не убедоа дека вистината лагата е вистина. Да. Вистината е лага. War is peace, freedom, слободата е робство. Ја на англиски чита freedom is slavery. Слободата е робство и остана уште да не убедат дека војната е мир, за ние целосно да бидеме една комплетна дистопија. Професорке, видовме вчера дека за оваа дистопија да биде вистинска дистопија, исто како во 1984 што исчезнуваат луѓе, ние вчера видовме ситуација да се правеле двојни идентитети на луѓе, односно еден човек да има два матични броја, две адреси, буквално со еден лик, еден отпечаток да има два идентитети. Зашто би им служило според вас тоа? Зошто би го правеле тоа? И такви имаме многу, колку беа, 40-50 илјади. Не е тоа феноменот на Јанус со две лица. Не, туку јасно ви е на кои ликови. Јас исто во одбраната на умот посегнав по хумор и цинизам, па реков дека може би го примениле членот 11 од Законот за државјанство, кој што овозможува на личности кои имаат некакви релации со Македонија се врвни во науката, во спортот, во економијата, да им доделите пасош. Од иземањето на пасош од некоја држава, ако е од ваква врвна личност, значи признавање дека таа држава е посакувана. Тоа е првиот, тоа е Мафија 1. Вие зборувате за Мафија 1, јас за Мафија 2. Во Мафија 1, сега ќе се наркокартел, наркотрговијата е официјална идеологија, уметност, врховна вредност на оваа земја. Многу нормално да беше шахот ќе му дадевме на Каспаров. Државјанство, да беше фудбалот, ќе дадевме на Роналдиньо. Но затоа што врховна вредност е трговијата со дрога, фамилијата, замислете вие, фамилијата на премиерот на Велика Британија да има макар и легална фабрика за марихуана произведување. Па тоа ќе биде скандал, луѓето нема, знаете, постојат некои дејности кои не се баш елитни. Така. Точно тоа, можеби ликовите на кои им доделија пасоши се врвни, не, можеби сигурно се врвни. Врвни во уметничките способности, во наркобизнисот и лично, што ја турка Македонија на најнепосакуваните дестинации. Ние утре можеме и да не можеме да веќе визи да добиеме. Вие очигледно не ги гледате работите какви што се и ова не е цинизам, ова е реалност. Доколку врвен светски пианист или врвен светски уметник влезе во интермецо, во Трибека, во Три, него никој нема да го препознае. Доколку било кој од овој наркобосови, од овие наркобосови влегува внатре, па тој има сепареја, посебна маса, посебни пијачки. Па кај нас овие луѓе се елитата, не знам како да ви објаснам. Значи ние сакале да признаеме или не. Кај нас тоа е официјална доктрина. Тие луѓе излегуваат во елитните локали во нашиот град, во елитните ресторани. Тие луѓе се признаени, имаат сепаре, имаат маса. Точно. Бидејќи идентификацијата е не со умот, со знаењето, туку со парите и со моките кои се можат да купат. Некои од нив ги видовме, сликани, дури со компјутери, со луѓе кои ги слушаат, кои веројатно ги почитуваат. Тоа е, значи, тој антипод на правна држава. Бидејќи во, како што рековте, во ова општество, за жал, не се цени знаењето, тие со знаење си заминуваат, ама се ценат
ваквите ликови. Во 2018 година во Македонија дојде еден мој пријател, инаку банкар во Мерил Линч. Не можеше човекот да обезбеди состанок со вице-премиер со Кочан Ѓушев, не знам зашто беше. А очигледно за економија, а очигледно овие сите се состанувале со нив. Биле на средби. Значи и Седат Пекер Заев не демантира дека имал средба со него. Сега еден банкар од Мерил Линч не може да се сретне со представник на владата, тие треба да се тепаат да се сретнат. Мерил Линч е во 5 најголеми инвестициски банки на планетава. Така. Не може да се сретне со нив, а оној Биг Майк, како се викаше, или оној лажниот принц од Црна Гора, или овие може да се сретнат. Јас понекогаш навистина, ова што го говорам не е веќе ни сарказам, професор, ова е реалност. Тие луѓе, еве, живеете во Дебармало, во најелитните места во Дебармало како круг, тие луѓе се главни таму, наркобосовите, не се главни интелектуалците. Да. За жал, тоа е тоа. За жал, тоа зборува, знаете, каде оние што се најнепосакувани во правните држави, се посакувани во држава како нашата, бидејќи веројатно дружењето им е полесно, и јас бев шокирана од некои тези дека па иако сте на слика со некоја таква личност, тоа ништо не зборува. Многу зборува, дури во латино американските држави многу зборува, сите се вознемируваат. Меѓутоа, тоа зборува за точно тезата на Нели Хајслоп, дека на Балканот мафијата си има своји држави и дека политиката е корумпирана, начин на живот станува, дека ние дури сме адаптирани, не постои свест за противправност, не постои свест за криминогеност на тие активности и, како што гледате, секогаш со помош на пиар експертите, тоа ќе биде релативизирано, маргинализирано, неконтролирано и на крајот ќе излезе дека спонтаноста на овие луѓе, дека достапноста до секој овозможува вакви блиски средби од трет вид. Професорке, кој е решението за се ова? Ние сме веќе дистопија, тоа го констатиравме. Ние веќе немаме никој од атрибутите за тоа да бидеме една современа европска цивилизирана граѓанска држава. Ние немаме собрание кое им служи на граѓаните, имаме собрание кој служи на власта исклучиво. Кое е решението? Каков е излезот од се ова? Дали треба да стреламе, како што велат од левица? Дали треба да направиме револуција? Тоа е сигурно кајнив метафора. Дали треба да направиме револуција? Може треба да ја стреламе, треба да го стреламе криминалот, корупцијата, стрелање одговорноста, така, тоа е стрелање. Но како да излеземе од се ова? Револуционерно, полека, етапно, да станеме протекторат, па на крај, не знам, деја да владее со држава, како што ја оправи Колумбија своевремено. Сега Колумбија во овој момент е навистина стабилна земја. Во Меделин денес нема наркокартели, има само музеи за Пабло Ескобар. Ние би направиле еден таков. Во Струмица нема никаков проблем. Но прашањето ми е како да излеземе од ова? Да бидам искрена, кога после многу години проучување на политиката и уживање во професијата, јас во еден момент кога мислев дека никој не треба да остане настрана, решив повторно да влезам во политиката, мислев дека го знам решението. Дека може, ако дојде до промена на власта, да започнат нови процеси, па дури зборував за Нова Македонска република и така натаму, се уште некои пишуваат за тоа. Но кога влегов во парламентот, па и на председателските избори, човек можеше да види многу нешта, и на телевизиите, еден ден ќе го напишам тоа, веројатно, односот да го видите каков е, во смисла на нерамноправност. Може некој ве почитува, ама не ве сака и има задача, нели, да не дојде до
израз, тоа не е витешка борба, туку ајде да не се враќам назад. На парламентарните избори, кога верував дека е време да се замине оваа власт. Бидејќи не знам какви комплименти да и даваат. Она што го направи таа е бришење на нешто што генерации и генерации го создавале. Бидејќи имало фази и во Француската република на нестабилност, трета, четврта, па пета промени, има значи етапи. Меѓутоа, после завршетокот на парламентарните избори, кога тој резултат беше мал, мислевме ние логично седнавме што може барем малку да ги нормализира односите, да направи од Македонија попристојна држава, далеку од тоа дека можеме европска да се крстиме. Мислевме дека може што? Да го собереме најумното во некаква експертска влада, не зборувам за концентрациона влада, широка коалиција, зборувам за експертска влада. Најумното или тоа што останало од најумното, затоа што најумните... Најумното се замина и ние сега глумиме дека ако им ги попишеме, ако на пописот ги вклучиме тие што избегале овде, дека со тоа ќе воспоставиме контакт. Знаете што имаме умни луѓе ние надвор. Замислете, во собранието да има посебна комисија за диаспора. Замислете во социјално-економскиот совет да имаат представници. Замислете кај председателот да има исто така тело с кое што директно ќе комуницира со нив. Ние ги изгубивме контактите и ова е глумење. Тие не избегале од овде затоа што сакале да бидат евидентирани како гласачи од државјанството. Тоа значи, а сега и замислете да замислиме дека се овде кога не се овде. Мислевме дека тоа што останало може нешто да направи. Дека има луѓе кои после фантастични успеси надвор се спремни, како што велеше Кенеди. Јас добив многу од Америка, сега е време јас нешто да дадам за неа. Е доказ, да речеме, првиот човек на Ману. Вие да имате фантастична кариера на Беркли, да бидете во 2% влијателни луѓе и да се вратите во Македонија, во Ману. Да се расправате со Заев. Ништо, да, колумни да пишувате. Да се расправате со Заев, да. буквално. Многу значи. И јас мислев дека од тоа што останало, а има и од тоа што останало умни луѓе, баш ќе го викнам кod Царев да го прашам токму ова. Експертска. Како бе човек ти од 2% највлијателни во свет се врати овде да се расправа со Заев? Да, а овде немаш никакво влијание. За жал, освен во науката. Да. Овде... Знаете што значи овде? Например, доколку... Сетете се кој све си дозволи да зборува за личноста на Коцарев. Кој све пишуваше за него? Не се сеќавам вака. Фрчковски пишуваше. За Томас Джеферсон мислите? Нашиот Томас Джеферсон. Македонскиот Томас Джеферсон. Новинари неколку пишува што се, како се однесувал човеков и така натаму, како се однесувал, како сите паметни луѓе во САД, кои се 2%, во 2% највлијателни. Значи, еве, јас мислев дека имаме, гледате, еве зошто е Бугарија држава, гледате, со Борисов и така натаму. Кога ќе дојде до вакви ситуации, тие не ја грабаат триумфалистички мокита, него велат дајте да најдеме некое решение. Ама Бугарија го има Бану, кој е главен борец за бугарските национални интереси. Србија го има Сану, кој издржа бомбардирање, но не се откажа од тоа што се нарекува српски национален интерес и до ден денес Сану и служи на ние сега според Преспанскиот договор дојдене веќе закон, ако не сте знаеле предлог во собранието, треба да го смениме името на Ману. Како ќе биде? Ану Сем? Па не знам како ќе биде. Академија на науки и уметности на Северна Македонија. Национална, ама видете, национална е апстрактното што се конкретизира преку француска, српска, албанска, македонска оти. Лудо е да сметате дека
врвни вредности во науката, уметноста и културата создава државата. Па демек, ако финансиите доаѓаат од државата, не може да има придавка македонска. Ману. Па не создава државата, нацијата како збир на поединци, најумни врвни, создава уметност, култура и така натамо. А тоа е суштината на што? На идентитетот демос. Секоја чест за господинот Коцарев и секоја чест за уште плејада на други академици кои застанаа во одбрана на македонските национални интереси во овие клучни моменти, но мора да бидеме искрени и да признаеме дека МАНУ е институција со сериозни пропусти внатре. Целосно се Таму согласувам. има луѓе кои станале академици со тројца сведоци. Значи, буквално, за да станете академик, треба двајца да ве предложат и да ве изгласаат. Таму има луѓе кои, најголем дел од нив се уметници, окей, секоја чест за оние уметници кои се добри, но реално уметничката вредност и не може Значи, јас да се не се осудувам да квалификувам, меѓутоа факт е дека мене друго ме боли. Што МАНУ го немаше кога мораше да го има. И мене ме боли, Фрчковски никогаш не стана академик. А, добро, тоа има ми е- шанса. Има Тоа ми шанса. е исто така, тоа е доказ дека не ја бива оваа институција. Има шанса за тоа, има шанса. Има и некои други од сега гласните што биле кандидати за МАНУ па не поминале, да не ги бројам, ама друго сакам да кажам. Овде има луѓе во економијата, во финансиите, во образованието, во здравството, во социјалната заштита, кои своето знаење и труд, сигурна сум дека во вакви клучни моменти за какви зборувате вие, хамлетовски дилеми, бидејќи ние сме во хамлетовска дилема сега. Да бидеме или да не бидеме, пазете, не членка на ЕУ, туку држава, бидејќи ние карактеристиките на државата ги губиме. Тоа е погубно нешто. И сега сигурно можевме да ги собереме тие луѓе. Тие нема да беа под притисок на патроните партиски и слично. Не, нема да беа по притисок, по профит, затоа што... Реализирани личности се. Така? Нема да беа, како да речам, суетни, како што се случува и во вашата професија, и во мојата професија, со луѓе што се фрустрирани. И можеше нешто да направиме, барем да се обидеме. Мојата професија веќе не постои во Македонија. За жал и сега Мојата професија е исчезната во Македонија. Во Македонија новинарството е, како да ви кажем, тоа е само еден обичен пиар во кој имате плурализам да бирате кој ќе ве лаже. И ништо повеќе од тоа. Новинарството изгуби секаква можна смисла, затоа што новинарството е само го следи она што представува општествен тек и што представува држава и систем. Кај нас целиот систем изгуби смисла и нашата професија пропратно по тоа како се однесува системот, така се однесуваат и новинарите. А нема оаза сега. Значи, ако ова ве разбрав добро во прашањето, нам не треба оаза во пустинава сега. Да. Кои може да бидат тоа? Кои може да бидат бедуините? Тие што останале овде, а сепак се луѓе со интегритет, со дигнитет и знаење. И спремни се нешто да жртвуваат. Како на времето што имаше во самите почетоци на опозицијата против Милошевиќ, имаше една парола, мало нам е, а затоа смо небитно. Да не го употребам терминот. Точно, на тоа мислев јас, бидејќи да се посегнеше по експертска влада, значи и без лидерите на поднаводници победникот и другиот, сетете се господинот Христијан Мицковски излезе со таков предлог. Меѓутоа, видете, некои политичари знаат дека заминувањето од политиката отвара други прашања, не само по нивното однесување, туку и по нивната слобода. Па еве, драги Рашковски излезе вчера
од политика, денес го Значи, затворија човек. најзаштитени сте внатре. Еден ден им треба. Гледате, најзаштитени сте внатре. Бидејќи тогаш имате во вакво општество. Вашиот колега од правниот контрола. факултет е чист доказ за тоа. Човекот вчера излезе од политика. Наутро денес, наутро веќе е предистражен судија и со лисици на рацете постојат големи шанси да отиде во притвор. Тоа е политиката во Македонија, само прибежиште за криминалот. За жал, ама тоа не е политика како, ајде да не бидам и јас многу романтична, уметност на можното или барање на преку согласување на решенија за определени задачи или што знам, усогласување, диалог. Не, тоа не е кај нас, но страшното е што кога споредувам со 90-тите години, дали тогаш наивноста, дали надежта, јас мислам дека во политиката учествува луѓе со интегритет и дигнитет поголем од овој, со идеали. Сетете се на првата влада. Не, сега не сум бил роден. Вие не сте биле. Првата влада ја водеше академик Клюсев. Внатре имаше неколку академици. Сите беа академски, сите беа речиси професори. Зборот ми е, кога има знаење, сигурно има и толеранција. Луѓе кои знаат, умеат и компромис да направат. Вие доаѓате од, би рекол, некој лево-либерален политички спектрум. Вас така, ако некој ме праша квалификувајте идеолошки Силјановска, јас би ве ставил дека сте лев-либерал. Па дали лев-либерал, во поглед на слободите и правата, либерал сум. Во поглед на економијата, апсолутно не поддржувам неолиберализам, односно дарвинизам, напротив, не, и мислам дека денеска во лево, десно, либерал, конзервативец, социјалдемократ е све спорно. А за Македонија пак, целосно спорно. Па погледнете која изврши приватизацијата. Социјалдемократите. Значи, небитно. И ова е по-десно од било која, од што имате вие тајкуни, имате, не може да символизираат тајкуни. Вие од позиција на еден така лев либерал, јас така пак ќе ви залепам една етикета, па вие носете сија. Од таа позиција вие на крај, односно во последниот период, откако Христијан Мицкоски го према ВМРО ДПМН, се приклучивте и сте заедно со една политичка партија која во минатото, а помалку и во денешницата, не крие дека на моменти кокетира со национализам и со како да кажам, десничарски ставови, особено по националните прашања и така натаму. Дали Гордана Силјановска направи компромис за општото добро или дали го пронајде она во што навистина верува практично во ВМРО ДПМН? Видете, да ви кажам нешто. Јас компромиси не правам, безкомпромисна сум. Меѓутоа, ако ја земете транзицијата кон демократија, јасно ви е тогаш дека логично сите по распаѓањето на Југославија акцентот го става на националното. Националното не мора да биде етничко, националното може да биде и демократско. Второ, кога велите, јас не сум, видете, демократски капацитет покажа ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН не бараше од мене да бидам член на партијата. Јас и сега не сум член на партијата, но сум член на пратеничката група. Во определени моменти, како, кажувам, 2019, од 2017 година па навамо, и релевантна е идеологијата и да не заборавиме. ВМРО ДПМН е една модерна партија, конзервативно центар партија која отиде, тоа е всушност и во цела Европа. И значи, тоа е идеологија што јас ја почитувам, но не ја делам.
кажувам, вие одите. Имаат некакви, како да ги наречам, да бидам критички, да не навредам, имаат некакви се уште остатоци од минатото, па знаат да направат понекогаш и некоја панихида на некој војвода. Но, чекајте, Златев, знаете што? Демократските партии се партии на формални или неформални фракции. Внатре имате различна структура. Тоа не е монолитна Па партија. сигурно партија што има Страшно е членови. кога имате социјалдемократска партија која е монолитна и делува, да не кажам како. Социјалдемократската Тоа е- партија во Македонија во овој момент е Ванчо Михајловистичка партија. Тоа ти е во моментов СДСМ е она што представувале врховисти во историското ВМРО и она што представувале антидржавни елементи пробугарски за време на Југославија. Тоа денес е СДСМ. Денес, кој е континуитетот на СДСМ со комунистичката партија на Југославија? Односно на Македонија. Седиштето на партијата. Сите внуци на Седиштето на владата. Да, да, седиштето Се на смеам. владата. Сите внуци на големите партизани денес на еден или на друг начин орбитираат околу ВМРО ДПМН. Па внукот на Ченто во овој момент е во затвор. И 20. мојот татко бил партизан. Вашиот татко бил партизан. И тоа дете од 17 години. Ние- Со 3 ордени за храброст. Денес имаме обрана ситуација, знаете. Значи тогаш гледате дека јас сум на правото место. Веројатно. Тврдам дека во овој момент понекогаш човек мора да биде ирационален. Не можете вие, идеологија, како следбеник на либералната идеологија, јас ќе умрам за неа, иако либерална партија нема. Таа што беше либерална партија згасна, во која јас бев член 2 години. Згасна. Тоа беше на Стојан Андов? Да, на Ивон Величковски што ја имаше. Сега видете, во распадот на комунизмот, нормално беше што? Враќање кон либералните традиции. Либерални во смисла на слобода, поделба на власт, владење на право, повеќе партиски систем, пазарна економија. И тогаш веридеше човек да стави едно канче во тој мозаик. Во времето кога ние, јас не сум сонувала, можеби во 90-тите години би очекувала вакво проблематизирање, ваков притисок за промена на име, пазете, за внатрешна употреба. Дали знаете што значи тоа? Па тоа значи директно мешање во внатрешните работи на една суверена држава. Мислите на Република Нашата земја? Нашата земја. Тогаш, она што странците го милуваа, замислете каква клетва, каква навреда. Тоа што се сеќавате, за да не кажат Македонија, нели? Па пишуваше и по некои билборди, плакати, речи Македонија, нели? Сорос ги плаќаше. Еве, Don't гледајте you сега. fear me. Да, не ме фиромизира и така натаму. Тоа е кампања на фондацијата Институт Отворено општество, која е под покровителство на Џорџ Сорос. Сега замислете до каква ситуација ние доаѓаме. Спасот да го бараме во цинизмот, во нашата земја, убавата земја и слично, и да се думате вие како да ја употребите придавката, затоа што треба да барате согласност од Министерството за правда како да именувате нешто во врска со придавката. Па извинете, тоа е мазохизам, национален мазохизам. Нашата земја е кованица на нашата кралица Елизабета, тоа е председателот Стево Пендаровски. Председателот Стево Пендаровски, знаете, на моменти, мислам ќе бидам искрен кон вас. На моменти председателот Стево Пендаровски не го гледам како еднакво виновен заедно со овие за се. Јас сум виновна. Не. Заедно со власта за се оно што ни се случува. Понекогаш знае да покаже и рбет со некоја негова така полудипломатска завиена изјава, но некако има некоја пиар околу него, како да кажам, пиар заштита која кога го гледаш викаш, абе не е овој како Заев, не е овој како вие што се на власт, но никако не може да се избори за да не го покаже тоа во кое сите ние потајно веруваме. Ама
Ама тоа што значи само? Тоа значи дека само критериумите се толку урнисани, што вие од полошото барате полошо, а не подобро. Знаете што во некои моменти клучни, сепак председателите го правеле она. Со колку гласови изгубивте вие од Мислам нешто помалку од 50.000, а во првиот круг мислам 1000 беше. Тоа кореспондира со бројот на двојни матични броеви. Не за мафија 2 зборувам. Така, со матични броеви, што велите, да, изводи од матични книги, една личност, теоретски, тоа значи дека јас би можел да имам... Била плурипотентен гласач. Да, може да имам 2 лични карти со 2 различни матични броја и 2 различни адреси, и тоа значи дека би можел да гласам на 2 места, да имам 2 банкарски сметки. 2 личности сум пред системот јас. Да, тоа ќе биде особено, да, сега 2 личности не сакаат боje у некој со 2 личности. Тоа сите знаеме, ни со 2 пасоши сакаат. И на крајот се плашам да не биде санкцијата без виз. Тоа да не проблематизираме. Значи, ние сега сме, дали забележувате, секоја година не турка поназад, наместо понапред. Ние сме во моментот зад Албанија. Официјално. Точно. Сетете се последниот пат, нас не третираа како колатерална штета заради Албанија. Сетете се на дискусиите на Холандија, Данска и слично. Сега е обратно. Значи, Албанија не дозволила тие некои нарколикови од Албанија тамо да бидат тоа што биле во Македонија. Како мека сме им дошле ним. На сите, значи, ликови кои што бегале, се криеле, гледале во Турција, во Македонија им било многу пријатно, бидејќи се чувствувале почитувани и уште трчала земјата да им даде пасош. Каде што ќе видат пасош на Македонија, сега од такви ликови, тие ја гледаат Македонија. Значи, Македонија е таа државата што Грција ја викаше, се сеќавате, наркорепублика, а јас и сите други се тревожевме. Ама, значи, некој знаел нешта кои ние не ги знаеме. Кога ќе стане тоа систем, не се работи за еден пасош, за еден службеник. Мојот страф е сега, ако тие давале пасоши на ликови кои никој не сакал на граница да ги види, одма ќе ги апсел. Колку ли ова што велите вие, колку ли други исправи лични се делеле на ист начин, за гласачки цели. Значи, ние имаме сметки, можам да перам пари души до непостојни души, до двојни. Јас, затоа што сега не да се фалам... Чекай ли кај да речеме дека имаме не синдром. Се разбирам во финансии. Ја да имам право на 2 матични броја, јас данокот кој го плаќам ќе осведам на минимум преку најразлични финансиски операции. Би знаел да го направам тоа. Нормално, дајте ми уште еден матичен број сега на какви стим да... ќе ви понудат. Да, за некаква соработка која многу пати до сега. И ќе си го изгубите угледот што го стекнавте, вие неколку мина млади новинари бунтовни. Ви благодарам. Јас сум инспириран од правниот факултет и од вашите предавања кои ги имавме. Тоа беа лоши времиња. Се уште не беше почнато не беше почнат ни студентскиот пленум, не беше почната ни шарената револуција. Јас негде мислам дека 2012 или 13 ми бевте професорка. Тогаш работите изгледа многу, беше напнато, не беше совршено, но многу попредвидлива беше и днината во споредба со денес. Во право сте. И предвидливоста стимулира. Нешто да кажам, кога се сатанизира претходниот систем. Јас исто така сум критикувала, имам на Палгрейв Макмилан објавено труд. Со Груевски се расправавте пред камери самата. Но сам нешто треба да кажам само. Еве, земете да видите анализи на Атлантскиот совет или слично за периодот 2006, 2010, па и 2011 и 2012. Ги третираат како најреформскиот период во државава. Значи,
квалификувани аналитичари. Сетете се од воведувањето на ДДВ-то до реформите, но кога после сте долго на власт, а јас стално велам секоја власт се заканува да ве корумпира апсолутното, И кога имате разгалени братучеди, исто така може... Значи фамилиаризацијата, ликовите кои сега се реформатори, а тогаш го употребувале тој статус, јас ке ви кажам, еве, не знам дали е во ред. Во 2014 година, јас бев во Венецијанска комисија, и што се случи кога дојдоа предлозите за уставните измени? Предлозите, знаете ли, пред Венецијанска кој ги представуваше? Министерот за здравство тогаш. И председателот ке се шокираше, ме прашува, чекајте, Гордана, не разбирам. Кој председател? Каде е министерот за Букикио? Да. Џани Букикио. Прашува, како сега министер за здравство? Па правник е, велам, јас што да правам, не знам така определува. Сега сепак си ја браните државата на крајот дена. Пробувате. Да. Значи, зборот ми е, кога зборуваме ние за груевизам и слично, забораваме дека таквите ликови кои немало министерство што во кое не стапнале и не верувам дека го реформирале образование, редовни гости кај Зоран Заев. Јасно ви е сега. Значи, ете, тоа е тој линк кој што постои и кој што не познава ни има нека тајна веза. Има нека тајна веза, не континуитет. А ова со вашето искуство, па тоа е време, ние имаме нешто што го немале другите држави. Порано сон на луѓето од околните држави било да склучат брак со некој од бивша Југославија, бидејќи јас знам кога се расправав со странците за визната либерализација, стално велев. Видите, јас кога завршив гимназија, бидејќи се надпреварував и првенка бев по англиски јазик, наградата беше Англија. И се собираа од цела Југославија, значи слободно ние шетавме. Сега студените под наводници англичани по улици кога не среќаваа, кога ќе чујат Југославија, трчаа по нас. А сега јас се срамам на секоја граница, воопшто кога ќе ми видат пасош, верувате, ние веќе се срамиме што да кажеме. Тоа беше време кога ние предававме современи политички системи со страст. Политички систем со страст, уставно право со страст. Зашто? Зашто и тогаш, па и сега јас стално го велам следново, дека од секогаш сме биле дел ние од Европа. Освен два исклучоци, можеби, за време на Отоманската империја и за време на комунизмот. Ама и тогаш бевме различни од останатите. Во комунизмот ние сме биле американци на црн курс. Сакам да кажам по идеологијата. По идеологијата. Вие сте имале пасош со кој можете во USA да идете онак. Еден од најценетите. Да. И тогаш ги фалсификувале нашите пасоши надвор. Тоа нешто ви зборува. Сакам да кажам, тоа беше време на надеж се уште. Професорке, ова е безнадежно време со фрустрирани, вообразени, пребогати луѓе кои мислат дека ако возат големи коли се големи луѓе. Имаше еден филозоф во бивша Југославија кој што така зборуваше: босанец, мала кола, мал човек, дека тоа беше синдромот на живка министерка. За жал, во вакви услови, како во новокомпонираната музика, така во новокомпонираната политика, виреат личности кои не се за таму, бидејќи бавењето со политиката, што би рекол Платон, е за реализирани луѓе. Немаме толку филозофи ние. Знаете, Уорен Бафет е еден од најбогатите луѓе на светот, вози автомобил од 2011 или 10 година, Lexus, кој нов имал вредност $25,000, сега има вредност негде $4-5,000, до ден денес го вози и со него оди
на работа. Драги Рашковски, генерален секретар на владата, има 4 пати поскапа кола од Ворен Бафет. Ево таква земја А живееме во една ние. мала земја како Македонија, преубава, во која... Ворен не знам, Бафет да дојде со Лексусот овде, ќе му рече тоа е будала. Не, ама Види го да колку дојде пари ко- има, каква кола да вози. дојде холандскиот премиер со велосипедот па да фрлаат свеќиња најубавите девојки по улица, затоа што тој го дава примерот, а не со тие како ги викаат, Тие не знам, моторите. квадрициклици, не знам што тоа е веќе друго нешто. Еден друг, нито ти не преподне, баре Джеймс Дин и како се вика времето. Не, тоа е невкус, несоодветно. Вие треба пример да давате со скромноста, со однесувањето. Венко Филипче, ако имаше подолга коса, ќе беше Добар домаќин. Клинт Исвуд. А, Добра комбинација. Ви али благодарам. да им Мерил Стрип. Мостовите на Медисон. Ви благодарам многу, професорке. Ми инспирирате во изминатите години за многу работи, често ве следам, често ве читам, кога имам можност да го гледам оној циркус, ве гледам и во собрание, ги следам сите ваши интервјуи, но вистина ми е драго што разговаравме овде. Јас ви благодарам што ме поканивте, ми беше задоволство да разговарам со вас. Почитувани слушатели, 16 април 2021 година сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Лидер ФМ, техничката реализација на Мартина Костадинова и Јане Јанков, а сите овие информации морам да ги кажам поради Советот за радиодифузија, кој денес се вика Агенција за медиуми. Среќа таму нема Македонија, па нема потреба, нема да го менуваат името. Лидер ФМ, следува прекрасна музика, знаете, ние имаме најубава музика у Скопје. За 3 пати сме послушани во споредба со пред 3 месеци. Тоа е многу добро. 3 пати зголем рейтинг на слушаност имаме, тоа го покажа последниот извештај. Еве, јас да се пофалам за мојот успех. Следниот пат сакаме минимум уште 3 пати да отидеме нагоре. Останете со Лидер ФМ и читајте lider.mk. Како ниче да го следите.